По повод големиот христијански празник, а во рамките на манифестацијата Великден Ист на различен начин, организирана од Сдруженијето Живот, денеска е избрано најдобро украсеното великденско јајце. Креативната декорација и припаѓа на Емина Атанасовска. Во просториите на Занаетчиски дом присутните имаа можност да ги видат уникатните креативни изработки, да ја почувствуваат великденската атмосфера и да бидат дел од шарениот избор. Второто место за најдобро украсено јајце и припадна на Нела Апостоловска, а третото на Мелани Максимовска. Предходно беше распишан литературен конкурс, а денеска беа прогласени најдобрите песни. На конкурсот за најдобра е прогласена песната на Мила Денчиќ, второто место и припадна на Мија Јовановска, а трето место освои песната на авторите Моника Мишевска и Милан Цаневски. Со рецитали и песни на руски јазик настапија ученици од Основното училиште Магдалена Антова под менторство на професорката Билјана Куцевска и ученици од Школата за странски јазици Албион. На денешната манифестација беше организиран и надпревар во кршење на великденски јајца. Победник на надпреварот е Лина Дебарлиева, која се образува во Скопје, а посетува часови по руски јазик во Албион. Креативност, традиција и радост се на едно место, велат од Сдруженијето Живот. Пред присутните се обратија председателката на Сдруженијето Благица Цветковиќ и председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска. Ми представува особена чест и радост што денес повторно сме заедно на ова прекрасно место, каде што преку нашата манифестација Великден Ист на различен начин заеднички го славиме најголемиот христијански празник Христовото воскресение. Од своето основање Сдруженијето Живот се води од идејата дека традицијата не е нешто старомодно и застарено, туку нешто живо, вредно и неопходно. Токму затоа се залагаме да ги зачуваме и негуваме нашите обичаи, нашата култура и нашата духовна поврзаност како мост помеѓу генерациите. Великден е празник кој не подсетува на надежта, љубовта, простувањето и на новиот почеток. Тоа се вредности што ни се потребни повеќе од кога и да е, во нашите домови, во нашите заедници, во нашето секојдневие. Овие вредности сакаме да им ги пренесеме на децата, да ги негуваме преку вакви настани и да покажеме дека традицијата живее кога ја живееме заедно. Искрено им благодарам на сите кои се дел од оваа манифестација, нашите соработници, нашите пријатели, учесници, волонтери и гости. Посебна благодарност до општина Куманово и градоначалникот господин Максим Димитриевски, кои оваа година ја препознаа вредноста на нашиот труд и ни ја дадоа својата поддршка. Нека овој Великден ни донесе светлина во срцата, мир во мислите и радост во домовите. Христос воскрес! Ја само една мала ретроспектива ќе направам за овој убав настан кој секоја година се обележува и станува од година на година се поубав. Започнавме пред Дом на култура со едноставни јајца фарбани и со картонски оние амбалажи, а еве денеска салата скоро е полна, убави манифестации правите, секоја чест и се надевам дека ќе биде и следниот Великден и горе наполнет, затоа што ова е еден од ретките христијански празници кои треба вака со луѓе да се слави. Славење на Великден е славење на нов почеток, славење на воскресението на Исус Христос. Самото јајце е символ на новиот почеток, корупката му е гроб на Исус Христос, а самото кршење меѓу вас кога се кршите, всушност излегува духот, односно воскресува Исус Христос. Преубави декорации видов денеска, мислам дека имате и убави песнички направени за кои ќе добиете дипломи. Секоја стимулација од страна на овие наши добри здруженија кои ги прават, кои го слават христијанскиот празник е за мене плюс и во верата, и во запознавањето на нашата вера, меѓутоа и во почитувањето на традицијата. Традицијата ученици, родители е она што единствено ни е важно на македонскиот народ, за да се сочуваме, за да бидеме уште потврсти и да си ги зајакнеме корените.
Хуманитарното здружение Срце 2025 од село Старо Нагоричане организираше хуманитарна акција по повод големиот христијански празник Великден. Председателот на здружението Давор Арсик информираше дека деновиве поделиле 31 хуманитарен пакет со прехранбени производи и средства за хигиена во повеќе села во Козјачкиот регион, општина Старо Нагоричане. Здружението Срце 2025 се заблагодарува на сите хумани жители и компании кои што ја покажаа својата хуманост на дело, изјави Арсик. Срце 2025 село Старо Нагоричане е ново формирано здружение со хуман карактер. Председателот Арсик заедно со членовите на здружението и во иднина планираат хуманитарни акции и хуманитарни базари со цел помош на социјално ранливите семејства, потенцираат од хуманитарното здружение. Во организација на Етнофолк студио утре вечер во Занаетчиски дом ќе се одржи ревија на народни носи, а в четврток ќе биде промовирана етнособа во основното училиште Вук Караџиќ. Многу ми е драго што и вие сте дел од тој настан, што и вие ќе бидете присутни за да ги видите настаните, што ќе се случува и како ќе се случува, што оваа година по 7ми пат, по традиционално, ни останува, што ќе прикажеме реве со концертна програма, тоест ќе ги покажеме нашите етникуми од Македонија, од македонскиот крај, претежно од кумановскиот крај, со богата песна, игра, со богати костими, се она што нашите млади дечиња, значи го немаат видено, односно сето она што нашите баби и дедовци ни го пренесуваат, а ние го задржуваме како традиција и како нешто убаво, културолошко, што треба да се запамети, да се сочувува, да остане во нашите корени, тоест во нашата крв. За вториот настан, сакам да кажам за првиот настан, тоест на 23 овој месец, тоест среда. Вториот настан е на 24, тоест четврток, кој ни стартува од 11:30 часот во основното училиште Вук Караџиќ, што сакам да ја кажам локацијата, значи основно училиште Вук Караџиќ. Многу голема благодарност до сите вработени, колегиумот, поготово до директорот на самото училиште Ивица Ѓорѓиевски, кој ни помогна и кој се жртвува за нашиот ансамбл, за да ја направи да направиме таа прекрасна етнособа, што ќе имате можност и некоја си, како да кажеме, шанса да видите делови од постарото време, значи како живееле луѓето од 19, од 18 век, значи ќе има доста орнаментики, алат кој се користел во тоа време, ќе видите памук изложени, килими изложени, ткаенини изложени, плетени еклени или еклени работи, интересантни, значи од кучиста, од не само памук, волна, многу интересантна работа. Така да етната соба ни е во четврток, која ни стартува од 11:30, што до сега, како по моје сознание, дознаме дека ќе има доста присутност тамо, што тоа ми радува. Исто така претекнува во некоја традиција, што и тоа по 7ми пат оваа година не 7ми пат да се случува, така да нема да застанеме тука, продолжуваме и понатаму. Утре настанот ни е стартот во 19:30 часот, што приредивме многу интересантен влез за сите посетители, што ќе бидат доста изненадени, што како ќе бидат пречекани на самиот влез од самиот Занаетчиски дом, значи да напоменеме дека тоа ќе се случува во Занаетчиски дом. Великденскиот хуманитарен концерт посветен на нашата млада сограѓанка Александра Митровска ќе се одржи вечерва во големата сала на Центарот за култура со почеток во 19 часот и 30 минути во организација на Асоцијацијата за култура и уметност Мултиарт и Телевизија Плюс. Хуманитарната мисија која се одржува на вториот ден по Великден ја поддржаа голем број музичари од Куманово. Вечерва Куманово пее за Александра. Се надеваме дека кумановци ќе придонесат за поквалитетен живот на нашата Александра.
Субвенцијата за кирија што ја доделува општина Куманово од 3000 денари е зголемена на 6000. Одлуката ја донесоа советниците на последната седница на Советот. Советниците изгласаа и одредени распределби на финансиски средства. Повеќе детали од раководителот на секторот за култура и спорт, социјална, здравствена и детска заштита Александар Крстевски. Имаме измена и на програмата за социјална заштита во општина Куманово за 25-та година. Така со точките 8 обезбедување на домување, субвенционирање на трошци на кири од 3000 денари се заменуваат со 6000 денари и тука се вметнува име на корисници, тоа е корисниците на социјална сигурност на стари лица и жртви на семејно насилство. Точка 8 се заменува временската рамка, каде што корисниците на социјална сигурност за стари лица ќе добијат 12 месеци субвенционирање, жртвите на семејно насилно ќе бидат 3 месеци. Што се однесува до распределба на финансиските средства наменети за вршена социјална работа од социјалната заштита на здруженијата на територијата на општина Куманово за 2025 година, заради поголема транспарентност при поставување на постапката за доделување на финансиски средства од буџетот на општина Куманово, имаме утврдување на услови на невладини организации кои пријавија услови и според нив таксативно се наредени. Тоа се 4 организации: Хуманитарна здружение Мајка, Детска светлина, Инклузива и Чекор Плюс, каде што вкупно им се доделува 2.400.000 денари, остануваат 600.000 денари. Предлог одлука за распределување на финансиски средства во вид на финансиска поддршка за спроведување на превентивни промотивни активности за унапредување на здравјето преку кампањи од областа на здравствената заштита на здруженијата и други правни лица на територијата на општина Куманово. Тука финансиските средства се 100.000 денари. Организации кои ги исполнувале условите се Здруженијето Мајка, Женското здружение Линда, Центарот за ромска заедница Дром, Здружение на висши и средни медицински сестри, техничари и акушерки и Здружение диабетичари на општина Куманово со вкупни средства од 100.000 денари. Што се однесува до програмата за социјална заштита, сами знаете дека оваа година, претходната година беше една од поголемите програми и тука имаме субвенционирање на трошоци од за комунални услуги, обезбедување на помош на домување на материјално стамбени необезбедени лица, еднократна парична помош и помош во натура, ослободување на партиципација на деца од 0 до 6 години за користење на јавната установа детска градинка Ангел Шајче, народна куќа за лица кои се наоѓаат во најголем социјален ризик, повластено користење на паркинг услуга на јавните паркиралишта. На јавниот повик, што е за социјални услуги, имаме обезбедено 3 милиони денари, колку, ако не се лажам, така ли беше? А само 2400 се поделени, што со останатите? Останатите 600.000 денари, председателка, веднаш по донесување на одлука на доделување на финансиски средства во тек на неколку недели или 2 недели ќе објавиме нов јавен повик каде што многу организации кои претходно не се јавиле, кои не биле информирани, веќе имавме некои работни состаноци, ќе ги информираме за да можат сите да аплицираат, бидејќи ние стоиме во служба на граѓаните. Извршена е контрола на 4 угостителски објекти деновиве на подрачјето на секторот за внатрешни работи Куманово, соопштија надлежните. При контролата на угостителските објекти извршено е легитимирање на 11 лица, а извршен е преглед на 7 лица. Од страна на Државниот пазарен инспекторат изречени се 14 глоби на правни и физички лица кои работеле спротивно на одредбите од Законот за угостителство и од страна на Државниот инспекторат за труд изречени се 5 глоби на 4 правни и физички лица. Шест лица, меѓу кои и 2 малолетни деца од Куманово, се повредени во тешка сообраќајна несреќа што се случила вчера попладне на магистралниот пат Кичево-Охрид во близина на планинскиот премин пресека. Според информациите од МВР, несреќата се случила вчера околу 15 часот и 30 минути, кога дошло до директен судир меѓу патничко возило Кија со скопски регистарски таблички, управувано од 53 годишен државјанин на Франција, и Шкода со кумановски ознаки, управувана од 42 годишна кумановка. Во несреќата
несреќата тешко биле повредени возачот на Кија и неговата сопатничка и исто така од Франција, возачот на Шкода и тројцата сопатници, 36 годишна кумановка и 2 малолетни лица се здобиле со телесни повреди. Повредените биле пренесени и хоспитализирани во болницата Свети Еразмо во Охрид, каде им биле констатирани повредите, соопшти МВР. Во текот на празничните денови, полициските службеници од сите сектори за внатрешни работи издале вкупно 2252 платни налози за сторени прекршоци од страна на учесниците во сообраќајот, претежно по однос на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. При тоа, заради неправилно паркирање, евидентирани биле 308 прекршоци, 1018 заради возење со брзина поголема од дозволената, а дури 254 учесници во сообраќајот управувале возило без возачка дозвола, соопшти Министерството за внатрешни работи. Во спроведени 617 вонредни контроли на Агенцијата за храна и ветеринарство уништени биле 1740 килограми небезбедна храна која била чувана во несоодветни услови. Освен 30 парични казни во вредност на 25.000 евра од Агенцијата за утврдените недоследности кај различни категории на оператори со храна, издадени биле и 44 решенија за нивно отстранување. Претходно на една недела пред празниците при 350 вонредни контроли на Агенцијата уништени беа повеќе од 1000 килограми месо, преработки и подготовки од месо, јајца, бои за јајца, мед, маслиново масло. Почнувајќи од утре во рамките на кампањата Заедно повеќе знаеме, во следните 60 дена партиското раководство, сите избрани и именувани функционери од движењето Знам ќе ги посетат сите општини во Република Македонија и ќе одржат средби со сите членови, симпатизери, но исто така и граѓани, со цел директно да се запознаат со проблемите на граѓаните, но и да се слушнат нивните предлози, сугестии и мислења, што ќе послужат за креирање на програмата за предстојните локални избори. Како и секогаш, движењето Знам своите политики ги гради на транспарентен начин, демократски и во соработка со граѓаните. Ова го истакна денеска на пресконференција портпаролот на движењето Никола Мемов. Во програмата на движењето за локалните избори главниот фокус ќе биде на решенија за подобар локален живот, урбанистички планови, инфраструктурни проекти и транспарентно управување со општинските буџети.